секој мало дете знае кои се загадувачите. Ние се боревме против еден од нив, тоа беше фабриката Железара, која што црни облаци 25 години до тогаш додека ги правевме протестите, јас барем толку имав тогаш кога се замарав за тоа. Гледавме црни облаци, луѓето седеа дома и викаа ништо не е, еве сме после 4 години најзагаден град во светот. Има уште многу такви, знаеме што се случуваше порано со Велес, знаеме што се дешава во Тетово, знаеме сите. Доколку не се, јас знам дека тоа не се единствените загадувачи. Мора од некаде да се почне, но тоа не е наша работа. Не можеме ние да идеме на луѓето и да им кажуваме вака треба да правите, ова да греете, она да греете. Дајте им пари на луѓето, ќе имаат на што да се греат, нема да треба гуми да палат. Значи, ако почнувате со мерки, почнете од онаму каде што треба. Доколку треба да давате субвенции, направете све што треба, не може со буџетски средства од 1,5 милиони вие да сакате да го исчистите најзагадениот град во светот, а вашите патни трошоци да бидат 2 милиони евра годишно. Значи, сите расположливи средства што ги има во буџетот, најдете ги, дајте ги од свој пари, од свој джеп. Ние денеска сме дале по 100 евра за да го направиме ова, вие можете да дајете по 100.000 евра за да го решите проблемот со Скопје.